четврток и уште едно ново издание за циклусот емисии Скопје ми е дома на локалната програма на Вистинска телевизија. Почитувани гледачи, продолжува редовниот термин секако за нови емисии од Скопје ми е дома. Добре дојдовте и ова попладне. Локалните избори помина и отвореното студио со нашите гости, кандидати за градоначалници. Секако се надевам дека ги проследивте сите оние емисии кои што ги подготвивме токму за изборите. Се избра градоначалници на скоро сите општини на ниво на држава. Дел од градоначалниците во своите предизборни програми го споменува и туризмот, можеби не толку често, меѓутоа можевме да наслушнеме и во која насока ќе се движи туризмот конкретно за главниот град или нели за темата за која што ние нам во фокусот и која што ја обработуваме токму во Скопје ми е дома, токму за улиците, за малата и сите оние култни места кои што го одбележуваат нашиот главен град. Веќе од мојата најава можете да насетите дека вечерва ќе ве однесеме на едно поинакво патување, туристичко патување. Ќе слушнеме малку повеќе, како што споменав, за туристичките атракции, локации низ главниот град, за странските туристи, за што е интересно да се види и да се чуе за Скопје. По тој повод, мојот вечерашен гостин е господинот Елвир Садиковиќ или подпредседател на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници. Велам добре дојде токму за мојот гостин, господине Садиковиќ. Ви благодарам што ја прифативте најпрво мојата покана да бидете дел од Скопје ми е дома и еве токму во оваа емисија да пренесеме дел од вашето знаење, дел од вашите искуства и дел од тоа како ќе се движи туризмот во главниот град понатаму. Како сте? Благодарам, добро вечер вам. Благодарам за поканата и добро вечер до гледачите на Вест телевизија. Вистинска телевизија, морам да ве поправам да не сгрешиме. Да, Вистинска телевизија, Јас како што споменав во најавата, ние овде имавме отворено студио за локалните избори, па дел од градоначалниците кандидати и го споменува и туризмот како една од гранките на која што ќе се работи во иднина. Можеби има ли работа во тоа поле? Има, дефинитивно има. Мене ми е многу драго што конечно, градоначалниците кои што се избрани, а и во текот на нивната изборна кампања укажува на некои работи, некои неправилности во врска со, можем да кажем, нарушената туристичка слика на градот Скопје, заради сите проблеми кои што и ние сами бевме сведоци, нечистотија и ред многу други работи за кои за жал се случија, а се надевам дека нема да се повторат и дека ќе бидат дел од едно минато време. Секако дека за туризмот можем да кажем многу придонесе и самите активности на нашата асоциација. Бидејќи од самото формирање на нашата асоциација, веќе веќе навлегуваме во 6-та година, Македонската асоциација како едно, можем да кажем, еден збир на професионални водичи, луѓе со големо работно искуство, професионалци во својата работа, укажа на многу пропусти, за жал, и недостатоци во областа на туризмот, поготово можем да кажем во нашата дејност, така да можем да кажем дека со нашите писмени барања и заложби и сите тие составници кои што ги имавме со ресорните министерства, ја мислам дека во еден можеби мал дел, јас ќе кажам голем дел, и влијаевме малце за да се сменат погледите за туризмот во нашиот град и во нашата држава. Сега мојот концепт е малку поделен, како се трансформираше главниот град веднаш по земјотресот од 1963 година и како низ годините историјата играше улога во привлекувањето на туристите па се до ден денес, односно какви промени можевме да забележиме во Скопје од после земјотресот па се до сега. Па видете, Скопје, јас морам тоа да го кажам, е град кој што е богат со културно-историско наследство од различни временски периоди во историјата. За жал, како што испомнавте, 1963 година, катастрофалниот земјотрес и тоа големото разорнување што го доживеа нашиот град, можам да кажам дека поголемиот дел од
многу тие историски символи, можам да кажем и поголемиот дел на тие објекти кои што има многу голема историска вредност, кои што беа започнати и изградени во почетокот на 20 век, за жал беа срушени. Дел од тие објекти беа во централното градско подрачје, секако и во стариот дел на градот Скопје. Така да по земјотресот со нормално помошта на Југословенската федерација, биејќи тогаш Македонија беше дел од Југословенската федерација, и со помош на светската организација, знаеме дека Скопје е наречен како град на хуманоста, се изгради Скопје, практично од пепелта се издигна, и можем да кажем дека доживее на ренесанса, во смисла дека многу објекти кои што можеа да се, да кажеме со еден збор, се реставрира, еден поголем дел, значи за жал беа срушени, меѓутоа пак морам да кажем дека Скопје доживее на ренесанса. Нормално дека во поглед на инфраструктурата се подобри таа инфраструктура, не дека самиот град немаше ренесанса, во кој поглед кажувам дека првата ренесанса е веќе тука некаде по отоманскиот период. Значи во почетокот на 20 век, а втората ренесанса Скопје доживеа значи по 1963 година. Така да со самата изградба на многу објекти во градот Скопје, можем да кажем дека се интересантни, како што е, можем да кажем, Македонскиот народен театар и ред други објекти, да не ги спомнам затоа што се многу. Скопје навистина стана многу интересантна туристичка дестинација. И секако дека последното е, сега не навлегуваме во вкусови, значи самиот проект 2014, кој што можем да кажем некако го збогати централното градско подрачје со многу културно-историски споменици, скулптури кои што се дел од македонската историја. Да, тоа ќе беше моето следно прашање, колку сликата за главниот град денес одговара токму за Скопје онакво какво што е впрочем и денес? Па можеме да кажеме дека одговара, бидејќи тука имаме една комбинација на старото и новото. Во смисла го имаме стариот дел на градот Скопје, кој што нормално е дека главното јадро, старата скопска или турска чаршија, кој што е, која веруваме многу атрактивна за странските туристи. Апсолутно, кој што можеме да кажеме дека е срце, душата и духот на градот Скопје, бидејќи сите историски податоци укажуваат на тоа дека пред доаѓањето на османлиите на овие простори, значи во 14 век, тука постоел град, а тоа е Јустинијан Прима, кој што се нарекува. Значи, самиот византијски, можем да кажем, крал или император Јустинијан Прима, кој што е роден во колината на Скопје, во 5 век е и творецот на Скопје. Значи, и на тврдината и на самиот град. Така да, нормално дека имаме еден склоп на стар дел и нов дел на градот, кој што навистина е една комбинација на контрасти и на различни архитектонски стилови. И тоа навистина привлекува доста големо внимание на странските туристи. Верувам дека странските туристи сакаат да ги осознаат и двата дела, како се одвиваат турите кои што од вас ги бараат како туристички водич. Вие ми напоменавте дека сте водич на повеќе јазици. Да, точно. Како се одвива една тура и кои делови може би се поатрактивни за странските туристи? Има ли туристи во Скопје периодов, годиниве наназад? Да, видете, морам да признам како туристички работник, не ќе да бидам погрешно сватен, бидејќи знаете многу има недоречености, можеби и спротивставување околу проектот 2014, кој што беше, значи, реализиран во централното градско подрачје, меѓутоа тоа даде една сосема друга слика и многу интересантна слика за туристите. Можеби некому не изгледа многу вкусно, меѓутоа фактот дека во минативе 15 години имаме зголемување број на ноќевања и зголемен број на посетители од странските. Значи, можеме да кажеме, јас како туристички работник, еве јас и вас ќе ви прашам како новинар и како водител, дали вие некогаш порано, да, за време на бивша Југославија, сите ние сме можеби родени или во тој период, меѓутоа јас од моето
започнување на работа како туристички водич, ја немам видено толку голем број на странски туристи и тоа од многу различни држави од светот. Резултат на тоа е дека Скопје добие една нова содржина, добие еден нов лик, поготово, можам да кажем, централното градско подрачје и навистина привлече доста внимание. Тоа е, можам да кажем, во минатите 15 години. Што се однесува до туристичките тури и разреди кои што ние ги правиме како туристички водичи, обично почнуваат од две локации, од Скопското кале, значи преку џамијата Мустафа Пашината џамија, црквата Свети Спас, чаршијата и сите културно-историски споменици, преку Дауд Пашиниот амам, плоштадот Филип II, со сите објекти, значи музеи, кои што се наоѓаат во тој потек, преку Камениот мост или мостот на цивилизациите, на плоштадот Македонија, кој што навистина и во вечерните часови и во минатото, па и ден денеска изгледа да кажем импозантно и интересно за странските туристи, па се до старата железничка станица каде што завршува разредот на градот Скопје или обратно започнуваме од старата железничка станица, а завршна точка е старото, значи Скопско кале. Верувам дека покрај оваа рута, дека бараат и некои други, не знам, места, знаменитости, Матка ќе споменеме овде. Да, секако ние збориме за централно градско подрачје, инаку тука исто така во програмата е вклучено и Милениумскиот крст, значи жичарата. Обавезно тоа го вршиме посети, бидејќи од самиот врв, значи на Водно, кај што се наоѓа крстот, имаме прекрасен панорамски поглед на градот Скопје, кој што е многу интересантно, значи. А сето тоа се многу убаво испадна со самата реализација на проектот на жичарата. Знаете, пред десетина години, ако можам така да кажам, се олесни тој пристап до самата локација, а секако и дека кањон Матка, кој што е еден од најубавите кањони, еден од најубавите кањони, бидејќи самиот факт дека кањонот е богат со многу, значи, цркви и манастири, кои што датираат од, значи, различни временски периоди, а секако дека тука се и пештерите, од кои најпознатата е пештерата Врела. Самата убавина, самата специфичност, природните убавини, културното и историско наследство, можам да кажам, генерално ги привлекува и во минатите 15 години имаме, значи, многу голем број на посетители. Оно кој е интересно е дека странските туристи се можеби малку позаинтересирани, тие сите се со фотоапарати, па сликаат, па верувам дека сакаат и да дознаат и детали за местата кои што ги посетуваат, колку за вас предизвик да ги пренесете сите тие информации, колку треба да биде подготвен туристичкиот водич за сите оние места и локалитети кои што треба да се објаснат. Многу добро тоа го кажавте, секако дека се многу заинтересирани. Ја некогаш и, да ви кажам, мислам како туристички работник, како туристички водич сум изненаден, бидејќи многу добро се подготвени и доста поставуваат прашања. Значи, не се тоа некои класични тури, кои што вие само зборите, а другите слушаат. Туку има една интеракција, тоа е многу битна и обично се интересираат, например, за спомениците од отоманскиот период, за црквите, за манастирите, поставуваат прашања, така да навистина е многу интересантно и ние секако дека сме задоволни за тоа што таа ни е професијата за да ја презентираме, значи историјата, односно културното историско наследство на нашата држава, а исто така што се однесува до подготвеноста на туристичките водичи, тоа е многу битно. Ја повеќе пати кажав и изјавив во медиумите дека во минатиот период многу малку се обрнувало внимание и воопшто не се знаела за професијата туристички водич. Во смисла дека не е некоја битна алка или некој чинител во туристичкиот сектор, меѓутоа во сета ова работа и целата дејност која што ние ја вршиме како туристички водичи, можам да ви кажам дека навистина сме многу битни, бидејќи ние сме, јас тоа повеќе пати го изјавив, културни амбасадори на нашата држава и на нашиот град, бидејќи ја промовираме културата, историјата, значи обичаите, па јазикот и идентитетот исто така, ако можам да се изразам, значи на странските туристи, тоа е многу битно,
Затоа, за да ја вршите дејноста туристички водич, можам да кажам, а и морам да кажам дека навистина не е лесно. Треба да имате познавање од повеќе области. Тука е, значи, не само историја, географија, значи социологија, политика, економија, археологија, значи многу области треба да познавате, треба да познавате, значи терминологијата, значи добро да познавате областа кај што работите и сите културно-историски споменици, секако добро познавање на странски јазик, бидејќи видите вие сте огледало со еден збор на самиот град и на самата држава, и заради тоа многу мал број луѓе во државата не знаеа, меѓутоа еве Македонската асоциација, ние сме тука да објасниме дека и да му кажеме на институциите дека нашата професија е многу специфична и многу битна во туристичкиот сектор. Да, и кога сме кај професијата, ете ќе одвоиме збор два повеќе со какви предизвици се соочуваат денес туристичките водичи и како функционирате како здружение на Македонска асоциација на туристички водичи накратко? Проблемот е во тоа што нашата дејност веќе повеќе од 30 години не е регулирана. Значи, ние постоиме во Законот за туристичка дејност, како туристички водичи и туристички придружници, или пратители, ако можам така да кажам. Имаме шифрена дејност, меѓутоа, за жал, во минативе 30 на години воопшто не беше и не е регулирано пензиското и здравственото осигурување на нашите колеги, односно на нашата професија, кој што навистина е еден голем хендикеп. И се соочувавме, значи, со тие проблеми, повторно ќе кажам, заради неажурноста на институциите, се направи еден системски пропуст во минативе 30 години и навистина бевме некако хендикепирани и се уште сме хендикепирани, меѓутоа, еве можам да кажам дека имаме позитивни информации, имаме добра соработка со новото Министерство за култура и туризам, на добра фреквенција сме, бараме начини и решенија, модуси да го решиме и се надевам дека во 2026 година веќе нашата дејност и нашата работа ќе биде регулирана. Од друга страна, како странските туристи реагираат на, можеби стариот дел на градот и новиот дел на градот, односно контрастот помеѓу старото и новото Скопје? Видете, стариот дел на Скопје, сега ако земе генерално да гледаме, поголемиот дел од странските туристи секогаш се по разредот на градот Скопје се упатуваат во стариот дел на градот Скопје. Бидејќи видите, старата скопска чаршија, Викторија, не знам, еве, јас и во другите медиуми кажав дека поголемиот дел од нашите сограѓани воопшто не ја знаат ни историјата на нашиот град. Зошто го велам тоа? Затоа што не знаат колку богато културно-историско наследство имаме. Дека Зошто е тоа така? Дали сме незаинтересирани? Можеби заради некои други времиња кои што се создадоа, можеби заради времето во кое живееме. Новото и модерно време? Да, новото и модерното време. Еве, јас сум сведок, и сите сме сведоци дека помладата генерација многу малку знаат, освен тоа што учат во училиште, на факултет, ако се занимаваат со некоја област кој што е во, например, историја, археологија, можеме да кажеме дека тие студенти знаат или ученици, меѓутоа останатиот дел малку обрнува внимание за културното историско наследство, кој што навистина е богато, уникатно, кој што ги имаме на овие простори, и секако дека странските туристи во поглед тоа што викате, повеќе го одбираат стариот дел на градот Скопје, старата скопска чаршија, кој што јас повеќе пати изјавив, е втора по големина во Европа. По Капали чаршијата или покриената чаршија во Истанбул, старата скопска чаршија Викторија е една од најголемите. Се одржува ли старата скопска чаршија? За жал, сведоци сме на пак на еден системски пропуст од страна на претходните власти и претходните министерства, во кој, за жал, не е заштитена. Таа е заштитена од градот Скопје и од државата, како културно-историски споменик, меѓутоа во поглед на заштита на својот оригинален изглед или автентичен изглед, не. Денеска ние во чаршија имаме една комбинација на различни архитектонски стилови кои што датираат од различни временски периоди. Она по големина, по својот изглед, по своите приказни, по своите
можам да кажам, записи, историски записи по својата историја е еден од најубавите споменици на Балканот, можам да кажам, бидејќи мултикултурен и мултиетнички. Тука се преплетени многу судбини, многу приказни каравани кои што патувале од Кина па се до Венеција, кои што биле со, значи кои што носеле свилата, знаеме патот на свилата поминувала низ Македонија. Значи тука ги имаме ановите, тука ги имаме дуќаните за наечи, на самите, ја кажав, улици на Скопската чаршија, тука се спојувале мирисот на истокот и на западот. Значи тука сме имаме и латински, сме имале трговци, па дури сме имали и азиски трговци. Значи се тргувало и била една многу убава и голема чаршија. Меѓутоа, за жал, 63-та година и претходно, значи разорување имала, меѓутоа 63-та година многу од тие дуќани и тие објекти кои што се наоѓа во чаршијата се срушија, извршена е реставрација, меѓутоа според мене, значи ја не сум експерт, археолог или архитект, меѓутоа не е задржан автентичниот изглед на чаршијата, меѓутоа сепак е срцето и духот, душата, можам да кажам и духот на градот Скопје. Што им е најинтересно, што ги разочарува, а што им е најчудно на странските туристи во главниот град? Па, да ви кажам, што е најповеќе се, ќе кажам, нечистотијата. Нечистотијата е најголем проблем. Тоа е за нас. Да, тоа е за нас генерално, меѓутоа нечистотијата која што преовладува во минативе, можам да кажам, 7 или 10 години, за жал, во стариот дел на градот Скопје, меѓутоа и во централното градско подрачје, со почит кон луѓето кои што се грижат од комуналните предпријатија, меѓутоа мислиме ние дека тоа не е доволно, дека треба малце поажурно и по-детално да се одржуваат тие простори, бидејќи нормално тие се репрезентативни места. Тука имаме движење и комуникација на многу странски туристи. Знаете, странските туристи доаѓаат од држави во кои хигиената е на многу високо ниво. Значи, местата се обележени, туристичката култура и нивото на туризмот е многу поразвиен. Тоа им е многу чудно и многу создава една грда слика, грда туристичка слика на градот Скопје. А исто така чудно им е и комбинација на повеќе јазици. Еве, јас ќе ви кажам како туристички водич. Во старата Скопска чаршија поготово, кога на едно место ќе слушнат повеќе од 5-6 јазика. Кога на едно место ќе видат значи, различни кујни, различни ресторани, различни пијалоци, од турски чај до турското кафе, па до нашето македонско вино и ракија. Популарната жта, ако можам да кажам. Значи, толку една интересантна комбинација кој што секогаш тоа го коментираат. И затоа можам да кажам дека стариот дел на градот Скопје, старата Скопска чаршија е многу интересантна за странските туристи, не само заради ова, туку нормално заради спомениците, заради својот изглед, а секако и заради својата историја. Споменавте храна, колку гастрономијата има улога во туристичкото искуство како таква? Многу има големо. Морам да кажам, гастрономијата, македонската кујна е многу богата, значи има долга традиција, знаеме дека е примеса, комбинација од повеќе, значи ако кажеме во Минатово, заради, да кажем, влијание од отоманскиот период, па пред отоманскиот период, значи има влијание во македонската кујна, меѓутоа она е многу разновидна, многу е вкусна, многу е интересантна, со многу предјадења, јадења, главни јадења, салати, секако дека тука е, пак ќе кажем, македонското вино. Так. И ред други работи кои што навистина давате на убава слика и до сега не сме слушали ни еден наш гостин, странски турист, ќе кажам, па не само странски, воред, ќе кажеме странски и гости од бившите простори на Југославија, некој да кажал дека не е задоволен од храната во нашиот град или во нашата држава. Господине Садиковиќ, како ги представувате културните различности, можам така да кажам, во главниот град, пред и странските туристи кои што велите дека можеби се зачудени што ќе слушнат повеќе јазици на едно место, па како го представувате мултикултурниот дух на Скопје пред туристите? Тоа е нешто уникатно што ние го имаме, секако дека имат и други држави во регионот, кај што живеат повеќе етнички групи, меѓутоа тоа е една комбинација на различни култури, различни истории, различни обичаи,
различни јазици, а па можеме да кажеме и некојаш и различни кујни. И навистина ние сите треба да се гордееме, затоа и кажав дека самата чаршија е стариот дел на градот Скопје, еден мултикултурен и мултиетнички споменик. Многу се воодушевени странските гости, бидејќи замислете во еден ресторан или во некое кафе во старата скопска чаршија, знаеме дека веќе старата скопска чаршија во минативе неколку години заживее. Имаме доста отворено ресторани, има доста отворено кафичи, значи можат да слушнат комуникација или повеќе јазици, повеќе различни јазици и секако дека тоа е богатство можам да кажам за нас и за нашата држава. И навистина на почетокот малце чудно, меѓутоа откако ние ќе презентираме дека сме една држава, мултикултурна, мултиетничка, дека тоа е богатството исто така на нашата држава, дека сите градиме еден убав соживот, дека сите едни со други се почитуваме, дека живееме во Македонија, дека сме горди што живееме тука, веќе значи добиваме една позитивна слика и навистина тоа остава еден многу добар впечаток, така да еве можам да кажам дека од година во година се повеќе имаме туристи. Него споменавме овде Скопското кале и исто така и Скопскиот аквадукт, за кој што чинам неудамно имаше реакции за состојбата во која што се наоѓа. Викторија, јас во минативе 5 години, јас и председателот на асоциацијата, Димитар, се појавивме повеќе пати во медиумите, бевме поканети, бидејќи работиме на терен и најдобро ги познаваме условите, значи и состојбата во кој се наоѓаат, значи овие културно-историски споменици. Прво, морам да споменам дека они имаат едно од најголемо културно значење. Значи, имаат голема културно-историска вредност и навистина не знам зошто, од кои причини, повторно ќе кажам, поради неажурноста, некомпетентноста на некои служби или евентуално министерства, Скопското кале, кое што е символ на градот Скопје, заедно со камениот мост, а и аквадуктот, Скопскиот аквадуктот, кој што е еден од, можем да кажем, 2 или 3 на Балканот, еден е, значи, кај нас во Македонија, беа препуштени на забот на времето и на уништување на поединци. Зашто го велиме тоа? Бидејќи пред се во програмите кои што се нудат од странските туроператори, меѓутоа нашите домашни агенции, ние ги имаме вклучено, значи, разредот на Скопското кале и на аквадуктот, меѓутоа за жал, повторно ќе кажам, за жал, можеби заради негрижа, несовесноста и на поединциве и неажурноста на институциите, овие два значајни културно-историски објекти беа препуштени на забот на времето, се наоѓаат во лоша состојба и се надеваме дека сега со новото Министерство за култура и туризам, со новите градски татковци, впрочем тоа и го ветија, ние се надеваме, еве јас повторно јавно ќе кажам, ќе се заблагодарам на сегашниот веќе градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓевски, пред неколку, значи, месеци на своја собствена иницијатива, со своја механизација од својата општина, значи, појде на кале, го исчисти, ни создаде услови за да можеме ние туристичките водичи и туристичките работници гордо, значи, да го представиме Скопското кале како едно од најубавите кале. Кале ние можеме да кажеме или тврдени тука, кој што има многу големо културно-историско значење, за кој можам да кажам дека нашите граѓани можеби не знаат, меѓутоа во иднина, еве преку вас и преку медиумите, ќе дознаат. Се надеваме дека ќе се среди, има иницијативи, очекуваме во 2026 година веќе да имаме една убава туристичка слика на градот Скопје, а исто така аквадуктот, ние додуши како асоциација дадовме предлог за неговото хортикултурно уредување, осветлување, пристап, одржување на самиот простор, означување и се останато што е во интерес на промоција на самото место и зачувување, очекуваме, значи, институциите да реагираат во, значи, следнава година. Така и дел од прашање за вашиот личен допир со градот, со главниот град со Скопје, кој е вашето омилено место во Скопје, и како водич, меѓутоа и како човек кој што верувам дека тука работи и действува. Колку вам Скопје ви е дома, како го чувствувате вие главниот град?
главниот град си го чувствувам како Баш свој. како дома. Баш како дома, секако баш како дома, се гордеам и покрај сите недостатоци кои што ги има, затоа што пак ќе повторам, дел од нашите сограѓани знаат, меѓутоа поголемиот дел не го знаат. Е град кој што има многу богата историја, многу културно-историски споменици кои што датираат од различни временски периоди. Нормално дека моето омилено место е секако дека градот Скопје не го одвојам, исто така и стариот и новиот дел, бидејќи градот Скопје, кажав, е град кој што има дух, кој што има живот, кој што има срце и секако дека е место кој што може да понуди на секој турист како сака да се осеќа, дали во стариот дел или во новиот дел, меѓутоа во целина е еден град кој што е навистина убав. Како го гледате развојот на туризмот во Скопје во наредните може 5 до 10 години? Оптимисти сте за една побава слика? Па, ние во минатиот период како Македонска асоциација дадовме повеќе предлози, морам да кажам, до кадешното Министерство за економија, бидејќи ние бевме во тој сектор за туризам, спаѓавме во тој сектор за туризам, дадовме многу предлози и предлози за градење на една здрава стратегија. Значи стратегија, ако кажеме со некои други зборови, тоа е прогрес. Значи во областа на туризмот, меѓутоа за жал повторно ќе кажам заради немање на доволно слух, неажурност и некомпетентни луѓе кои што работат и поставени на тие позиции, не се изгради некоја добра стратегија. Меѓутоа, со формирањето на Министерство за култура и туризам, нашата асоциација со самото формирање на Министерството, ние стапивме во конта, дадовме наши предлози, размислувања, бидејќи ние како туристички работници сме на терен, ние можеме да ги уочиме сите недостатоци, за разлика од некој кој што во канцеларија, ако можам така да се изразам. Така да дадовме доста предлози и мислења во врска со тоа. Веќе има некои позитивни, можам да кажам, вибрации и се надеваме дека туризмот, односно стратегијата за развој на туризмот, нема да биде како во минато, да се гради од година во година, туку значи ќе биде градена во период од важење, не знам, во некои 5 или 10 години или повеќе, каде што ќе мора да се скенираат сите недостатоци или постоечки објекти, сите места кои што треба да бидат поддржани или треба да бидат едноставно промовирани, а со тоа ќе се гради нормална една добра, здрава стратегија и ќе се развива, значи, туризмот не само во градот Скопје, туку пошироко на територија на целата држава, која што ќе биде од бенефит за целото општество. Да, во повеќе наврати го споменавме Министерството за култура и секако градот Скопје, колку тие ви помагаат, односно колку сте во соработката, каква е соработката со овие институции? Во минатиот период нашата асоциација, Македонската асоциација, ние имавме повеќе средби со секторот за локален економски развој во градот Скопје. Меѓутоа, поднесовме многу барања, разговаравме, дел од некои проблеми ги решивме, меѓутоа од, да кажам, градските татковци, не од секторот за локален економски развој, покрај сите тие писмени барања, решенја и солуции кои што ние ги поднесовме за подобра слика, туристичка слика на градот Скопје и развојот на туризмот тука, не наидовме на големо разбирање, исто така немавме и добро разбирање од Министерството за економија. Меѓутоа, сега со формирањето на Министерството за култура и туризам, ги остваривме средби и со министерот, разговаравме, веќе има поместување во таа насока, а секако дека сега и со новоизбраниот градоначалник на град Скопје, господинот Орце Ѓорѓиевски, секако дека ќе имаме добра соработка, бидејќи сметаме дека тоа ќе биде во интерес не само за градот Скопје, туку и пошироко за државата. Да, и полека и го заокружуваме ова наше дружење пред камерите. Има ли една реченица со која што ќе го опишете главниот град, односно Скопје, овде во емисијата и секако оние први реченици со кои што го опишувате пред странските туристи како таков? Па, видите, многу можеме да кажеме, меѓутоа тоа ништо секогаш можеме да кажеме. Како ги почнувате вашите екскурзии? Па, добре дојдевте во градот на хуманоста, добре дојдевте во градот на гостопримството, добре дојдевте во градот каде што
луѓето се насмеани, гостопримливи. Добро дојдовте во градот каде што имаме многу културно-историски споменици, каде што можеме да ви презентираме се од она што се случувало, значи во историјата ни се различни временски периоди. Добре дојдете во градот каде што може се чувствувате убаво, каде што можете да ручете и да јадете или да вкусите таа убава вкусна македонска кујна. Значи Викторија има многу зборови со кои што на пример можеме да го пишеме градот Скопје, меѓутоа не само градот Скопје, туку и генерално нашата држава, Република Македонија. Многу ви благодарам што бевте дел од Скопје ми е дома и што ете преку локалната програма на Вистинска телевизија успеавме да доближиме барем малку од сите оние култни места и туристички дестинации и места кои што ги представувате како пред туристите, така верувам дека и пред нашите овде домашни туристи и граѓани кои ќе сакаат да чујат можеби и да научат збор два повеќе за нашиот главен град. Јас верувам дека ќе имаме и други теми и други дружења пред камерата. Господине Садиковиќ, ви благодариме за ова гостување. Ви благодарам за поканата и секогаш сме отворени да учествуваме кај вас и ете, ако можам само и да додадам во врска со нашите сограѓани, Македонската асоциација по повод светскиот ден на туристичките водичи, секоја година, еве веќе 4-5 година, на 22 февруари организира бесплатен разглед на градот Скопје. Така да сите наши сограѓани кои што сакаат да осознаат за нашето богато културно-историско наследство, нека не следат преку медиумиве, секако дека ќе објавиме и преку вас, значи преку вашиот медиум, ќе ги покануваме на една убава прошетка низ градот Скопје. Ете, верувам дека ќе имаме и заинтересирани граѓани токму и за оваа прошетка. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, за градот на реката Вардар, за градот со различните култури, градот кој што живее во ритмот на современото и урбано живење, за убавините на Скопје, за тајните и приказните кои што ги крие токму нашиот главен град. Вечерва разговарам со господин Елвир Садиковиќ, или подпредседател на Македонската асоциација за туристички водичи и придружници. Се надевам дека ете бевме интересни и можеби бевме мотив плюс да дознаете нешто повеќе за нашиот главен град, да истражите или можеби да откриете некоја нова локација или место кое што досега не сте си го посетиле во Скопје. Јас овде ќе ве поздравам и ќе посакам да се видиме за 7 дена од сега во истиот термин. Довидување. Što mi rastu